Теки знаете за последниот предлог на Метју Нимиц. Кој е вашиот коментар? I think that Јас мислам дека yes, it's okay. I think that a solution to Мислам the дека problem of одлуката на солуција на проблемот universal acceptance of за the name of the republic за сенародно признавање на името на републиката of Macedonia is на urgent. Република Македонија е итно. But I regret Но that жалам once again we have a complicated што повторно proposal имаме комплициран предлог that the republic should change its name така што републиката би требала да го смени своето име. and at the same time Во исто време there are still to be two names. сепак би се For the користеле две имиња за републиката. The time for such an artificial solution Времето за таква вештачка одлука одамна измина. in international law Во меѓународното право, секоја држава has the right to choose its own name има право да си одбере свој сопствено име and to use any name it wishes. и да го користи кое име таа го сака. It is not for other states to dictate. Не може what другите the name држави да will be. диктираат кое име одредена држава ќе го користи. The people of Macedonia Народот на chose Македонија го the одбра name of името their на republic. нивната република. Given the way in which this latest suggestion has been made, Начинот на кој што оваа последна сугестија, овој предлог се направи, I am not certain that it Не is сум made with сигурен. goodwill towards Macedonia. Јас не сум сигурен дека е тоа направено со добра волја кон Македонија. And that is the essential key to good relations. А тоа between беше Greece клучен фактор за добри меѓусебни односи помеѓу Грција and и Macedonia. Македонија. I remember that the Greek government Се сеќавам дека грчката влада ја отфрли just such a dual name solution баш таквата дуална солуција на двојна формула with a domestic name and a different со international name. домашно име и различно меѓународно име. When I put it forward myself Кога јас as one possible ги course направив of сите action мои напори како можен пат во активностите in 1992. во 1992 година. Since 1992, Од much has 1992 changed for година better многу in the нешта се region. променија на подобро и се постигна. Real progress has been made in bringing Вистински about прогрес се stability направи околу стабилноста in the Balkans. на Балканот. I welcome Јас- personally the Јас лично го recognition of поздравувам признавањето на Косово by the government of Macedonia. од владата на Македонија. The establishment of an independent Признавањето на независно Косово Kosovo is a real step towards беше вистински stability in чекор the кон region. стабилноста во регионот. And the governments of И most владите NATO countries на НАТО, членките, владите на НАТО and many other governments around и the многу world други во have светот recognized the new state. ја признаа новата држава. This is an act Ова of беше realism, чин на реализам, not of looking back а не да се гледа наназад во историското минато, and of readiness to accept the како и will подготвеност да се прифати волјата of the different peoples of на the различите former нации Yugoslavia. на луѓето од бивша Југославија. In my view, the stability of the Во region моите погледи, стабилноста на регионот must be the highest priority, мора да е од for all највисок countries, приоритет за сите земји, including Greece. вклучувајќи ја и Грција, And I am therefore unhappy и затоа јас не сум задоволен што Грција still stands се in уште the way стои of на патот на stability стабилноста, by resisting но со отврлање на the full integration целосна of интеграција Macedonia на Македонија into the European community of во nations. заедницата на нации во Европската Унија.
and that requires that Macedonia Док- is admitted to NATO Доколку затоа ја одби Македонија да биде признаена во НАТО and to the European Union. и во Европската унија. I am Јас сум surprised by the Изненаден continuing hostility со of the government of Greece со towards Macedonia постојаната нетрпеливост на владата на Грција кон Македонија of the name of the за republic. прашањето за името на републиката. If there was evidence that this name, Ако Republic постои of Macedonia, било каков доказ дека името на Република Македонија was destabilizing northern Greece, ја дестабилизирало Северна Грција, for example, by causing Например, the people да предизвика да луѓето од грчката провинција, од грчкиот дел на Македонија, to wish to да break сакаат away, да се отцепат, I would accept тога би that можело да прифатам was a real political дека problem. постои реален политички проблем. But over the past 16 years, Меѓутоа, во изминативе 16 години, since Macedonia became an independent откако republic, Македонија стана независна држава, there is no evidence не постои доказ дека постоењето of the Republic of на Република Macedonia Македонија has caused any предизвикало harm. било каква повреда кон Грција воопшто. The people of the Greek province of Macedonia Луѓето од грчката провинција на Македонија are loyal Greek citizens беа лојални грчки and they граѓани all wish to be и сите Greek. тие сакаат да бидат грчки граѓани. The name of Macedonia Името Македонија не предизвика никаква повреда воопшто. Now, in the difficult situation, Во оваа тешка ситуација, my personal advice мој личен to the совет government of на Macedonia владата на Македонија is to remain patient. е да се остане внимателен, меѓутоа стабилен, сигурен. Its priority should be to gain Незин admittance приоритет to NATO. треба да биде да се добие пристап во НАТО. If necessary, Доколку е under неопходно, the name под which some име countries кое што некои земји have continued to use since ќе продолжат да го користат 1993. од 1993 година. Membership of NATO Членството во would НАТО bind Greece and Macedonia together ќе ги спои Грција и Македонија заедно in the NATO alliance, во НАТО алијансата. and it is unthinkable that И there would be незамисливо е poor relations дека between two NATO countries. треба да имат поинакви релации помеѓу две НАТО земји. Амбасадоре Токоли, спомнавте само најкусо, ако можам да разберам, значи да прифатиме предлог да биде БРМ, да се инкорпорираме во НАТО со референцата поранешна Југословенска република Македонија, а потоа да можеме да го продолжиме спорот. Така ли? Ако можам да речем ве разбрав. Sorry? Will you repeat the question? Ќе го повторите ли прашањето, ве молам? Спомнавте дека треба да прифатиме име кое екзистира од 93 година. Според моето познавање тоа е БРМ или да речам поранешна Југословенска република Македонија, за да влеземе во НАТО. Де тој рече дека може да се напредат, односно се напреди. Да. Горе, многу ви благодарам амбасадор во интерес на времето што еве дадовте еден несебичен контрибут оваа емисија да биде поексклузивна. Ве очекувам наскоро на тркалезниот стол да учествувате, ако даде Господ, и во живо во студиото, но како и да ќе вас поставиме линк повторно со вас. Би сакал јас да му одговорам на амбасадорот на 2-3 прашања на кои што одговара околу предлогот за прифаќањето на Северна Република Македонија, а исто така најнапред јас сметам дека Република Македонија воопшто не е виновна за овие проблеми кои се наметнати. Најнапред треба да се преиспитаат Обединетите нации затоа што тие ги прекршија најосновните човекови права и тоа е преседан во светот кога тие побара од Република Македонија да го промени името, затоа што Македонија беше примена под реден број 181 или 2.
Мислам дека е втора. Да, до тогаш, како што рече амбасадорот Онил, дека спрема повелбата на Обединетите нации нема таков меѓународен закон со кој може една држава или пак Обединетите нации можат да го одбијат да одбијат апликацијата за прием на Република Македонија во Обединетите нации, онаму каде што се дели правдата, онаму каде што се дели. Теки знаете за последниот предлог на Метју Нимиц. Кој е вашиот коментар? What is your comment, please? I think that, Јас мислам дека yes, yeah, it's okay. I think that a solution to Мислам the дека problem of одлуката на солуција на проблемот universal acceptance of за the name of the republic за сенародно признавање на името на републиката of Macedonia is на urgent. Република Македонија е итно. But I regret Но that жалам once again we have a complicated што повторно proposal имаме комплициран предлог, that the republic should change its name така што републиката би требала да го смени своето име. and at the same time Во исто време, there are still to be two names. сепак би се користеле две имиња за републиката. The time for such an artificial solution Времето за таква вештачка одлука одамна измина. in international law Во меѓународното право, секоја држава has the right to choose its own name има право да си одбере свој собствено име and to use any name it wishes. и да го користи кое име таа го сака. It is not for other states to dictate Не може what другите the name држави да will be. диктираат кое име одредена држава ќе го користи. The people of Macedonia Народот на chose Македонија го the одбра name of името their на republic. нивната република. Given the way in which this latest suggestion has been made, Начинот на кој што оваа последна сугестија, овој предлог се направи, I am not certain that Не it is сум made with сигурен. goodwill towards Macedonia. Јас не сум сигурен дека е тоа направено со добра волја кон Македонија. And that is the essential key to good relations А тоа between беше Greece клучен фактор за добри меѓусебни односи помеѓу Грција and и Macedonia. Македонија. I remember that the Greek government Се сеќавам дека грчката влада ја отфрли just such a dual name solution баш таквата дуална солуција на двојна формула with a domestic name and a different со international name. домашно име и различно меѓународно име. When I put it forward myself Кога as јас one possible ги course направив of сите action мои напори како можен пат во активностите in 1992. во 1992 година. Since 1992, Од much has changed 1992 for година better многу in the нешта се region. променија на подобро и се постигна. Real progress has been made in bringing Вистински about прогрес се stability направи околу стабилноста in the Balkans. на Балканот. I welcome Јас- personally the Јас лично recognition го of поздравувам признавањето на Косово by the government of Macedonia. од владата на Македонија. The establishment of an independent Признавањето Kosovo на независно Косово is a real step towards беше вистински stability in чекор the кон region. стабилноста во регионот. And the governments of И most владите NATO countries на НАТО, членките, владите на НАТО and many other governments around и the многу world други во have светот recognized the new state. ја признаа новата држава. This is an act Ова of беше realism, чин на реализам, not of looking back а at не да се the гледа historic наназад past во историското минато, and of readiness to accept the како и will подготвеност да се прифати волјата of the different peoples of на the различите former нации Yugoslavia. на луѓето од бивша Југославија. In my view, the stability of the Во region моите погледи, стабилноста на регионот must be the highest
priority, мора да е од for all највисок countries, приоритет за сите земји, including Greece. вклучувајќи ја и Грција, And I am therefore unhappy и затоа јас не сум задоволен што Грција still stands се in уште the way стои of на патот на stability стабилноста, by resisting но со отврлање на the full integration целосна of интеграција Macedonia на Македонија into the European community of во nations. заедницата на нации во Европската унија. And that requires that Macedonia Док, is admitted to NATO доколку затоа ја одби Македонија да биде признаена во НАТО and to the European Union. и во Европската унија. I am Јас сум surprised by the Изненаден continuing hostility со of the government of Greece со towards Macedonia постојаната нетрпеливост на владата на Грција кон Македонија of the name of the за republic. прашањето за името на републиката. If there was evidence that this name, Ако Republic постои of Macedonia, било каков доказ дека името на Република Македонија was destabilizing northern Greece, ја дестабилизирало Северна Грција, for example, by causing Например, the people да предизвика да луѓето од грчката провинција, од грчкиот дел на Македонија, to wish to да break сакаат away, да се отцепат, I would accept тога би that можело да прифатам was a real political дека problem. постои реален политички проблем. But over the past 16 years, Меѓутоа, во изминативе 16 години, since Macedonia became an independent откако republic, Македонија стана независна држава, there is no evidence не постои that the доказ existence дека постоењето of the Republic of на Република Macedonia Македонија has caused any предизвикало harm. било каква повреда кон Грција воопшто. The people of the Greek province of Macedonia Луѓето од грчката провинција на Македонија are loyal Greek citizens беа лојални грчки and they граѓани all wish to be и сите Greek тие citizens. сакаат да бидат грчки граѓани. The name of Macedonia Името Македонија не предизвика никаква повреда воопшто. Now, in the difficult situation, Во оваа тешка ситуација, my personal advice мој личен to the совет government of на Macedonia владата на Македонија is to remain patient. е да се остане внимателен, меѓутоа стабилен, сигурен. Its priority should be to gain Незин admittance приоритет to NATO. треба да биде да се добие пристап во НАТО. If necessary, Доколку е under неопходно, the name под which име some countries кое што некои земји have continued to use since ќе продолжат да го користат 1993. од 1993 година. Membership of NATO Членството во would НАТО bind Greece and Macedonia together ќе ги спои Грција и Македонија заедно in the NATO alliance, во НАТО алијансата. and it is unthinkable that И незамисливо е there would be poor relations дека between two NATO countries. дека треба да имат поинакви релации помеѓу две НАТО земји. Амбасадоре Токоле, спомнавте само најкусо, ако можам да разберам, значи да прифатиме предлог да биде БРМ, да се инкорпорираме во НАТО со референцата поранешна Југословенска република Македонија, а потоа да можеме да го продолжиме спорот. Така ли? Ако можам да речем ве разбрав. Sorry? Will you repeat the question? Ќе го повторите ли прашањето, ве молам? Спомнавте дека треба да прифатиме име кое екзистира од 93 година. Според моето познавање тоа е БРМ или да речам поранешна Југословенска република Македонија, за да влеземе во НАТО. Где тој рече дека може да се напредат, односно се напреди. Да. Во ред. Многу ви благодарам, амбасадор, во интерес на времето, што еве дадовте еден несебичен контрибут оваа емисија да биде поексклузивна. Ве очекувам наскоро на тркалезниот стол да учествувате, ако даде Господ, и во живо во студиото, но како и да е, ќе го поставиме линк повторно со вас. Би сакал јас да му одговорам на амбасадорот на 2-3 прашања на кои што одговара околу предлогот за прифаќањето на Северна Република Македонија, а исто така
најнапред јас сметам дека Република Македонија воопшто не е виновна за овие проблеми кои се наметнати. Најнапред треба да се преиспитаат Обединетите нации затоа што тие ги прекршија најосновните човекови права и тоа е преседан во светот кога тие побараа од Република Македонија да го промени името. Затоа што Македонија беше примена под реден број 181 или 2. Мислам дека е втора. Да. До тогаш, како што рече амбасадорот Онил, дека спрема повелбата на Обединетите нации нема таков меѓународен закон со кој може една држава или пак Обединетите нации можат да го одбијат да одбијат апликацијата за прием на Република Македонија во Обединетите нации, онаму каде што се дели правдата, онаму каде што се дели најосновното човеково право на една индивидуа, на еден човек. Меѓутоа, за жал, најголемите, мислам, човекови права се прекршија токму така во Обединетите нации, а пак од друга страна кога господинот Онил, амбасадорот, кажа дека потегот за признавање на Косово е многу добар, затоа што ќе се намалат тензиите на Балканот. Јас не се сомневам во тоа дека ќе се намалат тензиите на Балканот, меѓутоа кои се тензиите кои Република Македонија ги предизвикува на Балканот во овој момент или во овие 15-17 години изминати, кога што Република Македонија немаше ниту 5-6 метли да се бори и она што Република Грција бара дека Република Македонија има територијални претензии. Тоа се само илузии, тоа се само мислам некои начини на кои можат грчките политички сили, дали тие се оние кои се на власт или оние кои не се на власт, да кажат дека ете Македонија има територијални претензии. Меѓутоа опасноста на Република Грција не се состои во територијалните претензии, туку се состои во македонското малцинство во Грција и најосновните човекови права. Веќе го имаме професорот Колумбис, ние ќе продолжиме дебатата. Професоре, добро вечер уште еднаш, дали се слушам? Good evening once again. Can you hear us, please? Дали се слушаме? Can you hear us? Hello. Добро вечер. Добро вечер. Good evening. Good evening. Добро вечер. Професоре, еве најдиректно прашање, кој е вашиот коментар за последниот предлог What is your comment на Метју for the Нимиц? suggestion of Mr. Nimitz? So what is the question? Кое е прашањето? Дали предлогот е пристоен или непристоен? Is the suggestion appropriate or it is unappropriate? I cannot understand you. What is the Не question? можам да ве прашам, да ве разберам што е едноставно и прашањето. кратко и директно. Предлогот на Метју Нимиц, дали е пристоен или непристоен? Is it appropriate or not appropriate? I cannot hear the voice of the translator, so I don't know what the question is. Не може да го слушне гласот на преведувачот, не може затоа да знае што е прашањето. Can I say in English? I tried in my English, maybe we can understand. Yes. The proposal That would be okay. of Matthew Nimitz are pleasant or unpleasant, please. Предлогот на Метју Нимиц. Do you hear I'm me? ready. Yes, please. Ask me in English. Yeah, you understand. Can I say in Greece, please? Do you want? One more time. You Yes, can, I'm ready to respond to you. Подготвен сум да ви одговорам. please. Ве молиме. What is the question? I have not heard the question yet. Okay, I can give you a chance to hear this question in the Greece language. Please, do you want to say in Да Greece? го слушнете прашањето на грчки јазик. Ве молам кажете го на грчки јазик. Κύριε Κουλουμπή, σας ρωτάνε τι πιστεύετε για την καινούργια, για αυτό για την ονομασία που πρότεινε ο κύριος Νίμιτς σήμερα, αν τη βρίσκετε ένα καλό ξεκίνημα. Να μιλήσω ελληνικά ή αγγλικά? Την απάντηση δώστε τη στα αγγλικά, γιατί μόνο εγώ θα σας καταλάβω. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση που πρέπει να εξετάσουν πολύ προσεκτικά και οι δύο κυβερνήσεις.
This I think is I think it is a proposal on the part of Mr. Nimitz на господин Нимиц that both governments should take seriously before they respond Пред да and отговорят either accept и да or прифатат reject it. или да одбијат. And I think it is И мислам, in my view, I speak for myself, I do not По мое represent мислење, anybody else, не зборам во ничие друго име, think tank. сметам My own view is that моите this, собствени гледишта proposal is moving in the right direction дека овој предлог се движи во во права насока. and the compromise in this case Компромисот во овој случај a hyphenated name for each of the entities за секоја од that нациите, comprise the geographic region за географскиот of, регион, Macedonia. да го запазат географскиот регион на Македонија. And of course И секако it's made up of three different parts. е составен од три различни делови. The other is the province of Greek Macedonia. Провинцијата на And the Грчка third is Македонија, the smaller province of Pirin, Bulgarian Macedonia. има мала провинција во Бугарија, Пирин, Македонија, Greek Macedonia. Грчка and of Македонија, course, your own country, hopefully hyphenated with a name that your government and your people feel comfortable with. ќе го прифати името кој што вашата влада и вашето име и вашиот народ го сакаат. Otherwise, I think Инаку мислам for any of the three countries дека било која од трите that земји have a portion of the territory of Macedonia имаат дел од want to територијата на Македонија, monopolize the name, така да компромисот зимото creating problems for the other two. креира проблем за останатите две. So if Greece were to monopolize the name Macedonia, that would be creating problems. Монополизирањето на проблемот за Македонија ќе креира проблеми And for Bulgarian Macedonia. и за Бугарија и Македонија, The former Yugoslav Republic of Macedonia wants to monopolize the name. а Фиром сака да го again, like монополизира creating името problems for Greece and Bulgaria. и делот од Грција и Бугарија. To close my thinking, as we are facing all of Ние се соочуваме сите a tremendous global со monetary значително and глобална financial crisis, монетарна финансиска криза, we should look forward. треба We да should not погледнеме look напред, back. не да гледаме назад. We should not fight. Не треба да се We бориме, should not fight over words and symbols. We should не треба да се караме со find a зборови, со compromise символи, that would треба да permit најдеме us all to be компромис part of the European Union и and NATO. да бидете дел од Европска унија и НАТО. And to make that possible, Да се направи of тоа course, we можно, have to settle the question мора да of the ги name поставиме сите прашања за името north of на our републиката. border. And Sorry, of once course again. it will contain the word Macedonia, but И it has to have some kind of a prefix so you can differentiate значи може да постои it името from Greek Македонија, Macedonia and Bulgarian но мора да Macedonia. има некој префикс кој што ќе прави разлика помеѓу Македонија и делот од Македонија кој што припаѓа на Бугарија и на Грција. Ве молам, бидете на линија. stay connected. Госпоđo Каракасиду, Mrs. дали ви сакале да одговорите на прашање? Would you like to Вие сте answer антрополог. to one- Кој народ живее тука? Answer, you are anthropolog. Which nation is living here in this region? I cannot hear the translation now. The what question was just which I- said. Oh, the question is to Yes, me. for you. Professor will hear the answer. Which nation lives here Yeah, yes. Yes. in the territory of the republic? Yes, yes. I don't see nations. I see. Не гледам I see нации, cultural groups. јас гледам I културни see групи, ethnic groups. јас гледам етнички I групи, think, јас мислам, I see. јас гледам I see the Macedonians who have already гледам made, македонци in кои a што sense, веќе the transition направиле to nationhood, напори but во I see other транзицијата, groups which are но not гледам part и of, други групи кои што не се of дел од nations. нацијата,
I see Гледам a country that it is that has the majority of the земја population being која што Macedonians, има speaking Slavic мнозинство language, на having македонци кои што го зборат a common словенскиот culture, јазик, but кои што I имаат also заедничка see, култура, но исто така population, гледам that they haven't нација made it to nationhood. They are not a nation, they're cultural groups, they're која што minorities, не if you припаѓа на want нивната културна група to call them. So I и кои што не може да се наречат. Така да I see a гледам mixture of мешавина на популации in the republic at во the moment. републиката во моментов. Who is the majority? Who is majority? Кој е мнозинството? The majority appears from Мнозинството from the census произлегува- that it is the Macedonian ethnicity. Тоа е македонското на. What do you like to address the answer for the Professor Columbis when he би said that сакале we make да a му monopole кажете for the на name професорот Macedonia, please? Колумбис кога тој вели дека ние правиме монопол за името? It is hard to answer Тешко е да се in одговори this vein of во whether one тој поглед monopolizes a кога name еден or го the other one монополизира doesn't monopolize a името, name. а другиот не го монополизира. The issue is that the Bulgarians Меѓутоа, use the same прашањето е name дека и as бугарите го well. користат The исто така Macedonians, the истото Greeks име call the Македонија, northern province грците Macedonians користат името as well. Македонија за провинцијата, But, македонци исто така. Culturally Но speaking, културно ethnically зборувајќи и speaking, етнички the зборувајќи, the group that has групата sort of која што ascribed itself, defined се itself објаснува себе си како македонци, се македонците. Do you have some comment? Yes, please. I can continue to it. So after that, which is your comment? Кој е Analysis коментарот about the analysis of Professor за Columbis? анализата на професорот Колумбис? Професорот Колумбис, имам прашање за професорот Колумбис, кој што е зошто ние стигнавме до оваа точка. Ние разговаравме за името Македонија од 1992, најмалку 16 години, одиме нагоре и надолу. Се согласувам со него дека има дестабилизирачки моменти во соседството и амбасадорот кажа дека би требало да го подобро да го решиме проблемот, меѓутоа прашањето е зошто стигнавме до оваа точка. Зошто се продолжува и не сме способни да најдеме солуција. Professor, do you want to answer the question, please? Дали ќе сакате да одговорите I професор на don't know прашањето? what the question was. I could hear Кој е in your own прашањето? language, In but English, I tell in cannot English. understand it. I don't Не може understand да the го разбере question. I прашањето. heard no translation. Η ερώτηση, κύριε Κουλουμπή, είναι πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και δεν έχουμε μπορέσει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Oh, okay. Από τόσα χρόνια, διάφορες ονομασίες, Βούλγαροι, Μακεδόνες, Σλαβομακεδόνες, και από το 1992 και μετά είμαστε στο 2008 και δεν έχουμε λύσει αυτό. Μάλλον δεν έχει λυθεί το πρόβλημα στο επίπεδο της διπλωματίας, γιατί εγώ δεν βρίσκομαι σε αυτό το επίπεδο και ούτε γνωρίζω τις λεπτομέρειες και γι' αυτό σας ρωτάω εσάς. I understand. Да, разбирам. We have to move away from positions Мора да се поместиме од овие позиции, of where we try to get the maximum да of what пробаме each of да го us извлечеме wants. максимумот од секој од нашата работа. The meaning of compromise И значењето is на not компромис to get everything one side wants, не е само да се извлече све од едната страна, туку исто така и од другата страна. and this is why I said earlier. Тоа е зашто го реков предходно. Така да името за географскиот регион на Македонија се однесува на сите три земји кои што имаат делови од тој поголем регион. Но исто така, зошто не може да се согласиме, сметам дека грчката страна сака да го монополизира од 1995, но после тоа, она што ја мислам дека е правилен пристап, нажалост вашата влада
во изминатите години wish to continue monopolizing сака да продолжи со монополизирање на името. and of course it И секако places the Greek side that has always Грчката thought of страна Macedonia in terms of history, while your side has thought of Macedonia primarily ја зема in terms исто of така и историската ethnicity. страна, додека Македонија не ги зема во предвид. Okay, Professor, stay on line, please, because we are... Professor? The people and the government. Народот и владата In your country, there are people that don't want to see во вашата земја, your народот government не going one step back. And in Вашата влада Greece, оди there чекор are назад. people who don't want to see the Greek government go one step back. И во Грција има луѓе кои што не сакаат да видат да Грција иде чекор назад. Make that little step backwards, and they share the name of the geographic region. Треба да се дели името на географскиот регион We will be talking about this problem in 2018. и тогаш ќе збориме за проблемот од 2018. Okay, stay on line, please, Professor, because I'd Останете like на to линија, present ве Professor молам, затоа Victor што Friedman, сакам да го who представам come from господинот America. Виктор Фридман, кој што Professor, доаѓа од I will speak in Америка. Macedonian language. Yes, Do you want, дали сакате да го коментирате, професорот? yes. I have a question Професор, for јас Professor имам Columbus. прашање за професорот Колумбис. Earlier, we heard Порано ние слушнавме Ambassador Let me hear his McNeil question. say, амбасадорот Макнил. I only Can you hear me? The language, your own language, and not the Вашиот- question. Вашиот кажете на вашиот јазик. I'm an American. My native language is English. Мојот Can you hear me? јазик е Let me hear англиски. you. Јас сум американец. Because when the voice of the translator covers your voice, and I cannot hear you, sir. Okay, Professor, Значи, заради преведувачот тој не може да Нека не слуша. преведува, зборува директно. you can speak Добро. in English, yes? Yes, значи зборувам Please. јас на англиски. Okay. Okay, so the translator won't interfere and then I can translate it afterwards. Okay. Јас можам прво на англиски за професор, па потоа на македонски ќе го кажам. So, Professor, we just heard Ambassador McNeil cite the fact that according to international law, no country has the right to dictate to another country what it calls itself. We also know that the Republic of Macedonia calls itself the Republic of Macedonia, and the Greek province of Macedonia is not called a republic, but rather a province. What is wrong if we have a compromise on the Greek side? They can call their part of Macedonia Southern Macedonia. The Bulgarians have no problem anyway, and let the Republic of Macedonia stay the Republic of Macedonia. Сега на македонски. Значи, јас прашав, сега чув од амбасадорот Макнил, што во меѓународно право ни една страна има право да му каже на друга страна како да се нарекнува, па потоа му реков, па зошто Грција, нивната провинција да не се каже Јужна Македонија, а Република Македонија да остане Република Македонија, затоа што е република. Во Грција провинција не е република, а бугарите немат проблем со Македонија, тоа го знаеме. Please, Professor, do you want to address the I would like answer? to ask I can another respond question. now. Okay, you can continue after that. According to international law, Согласно меѓународното the право, professor knows the sources of international law are treaties and custom. And there is a treaty постои signed договор between the two sides in помеѓу двете страни 1995, во 1995 and it has been referred to as the interim agreement, и се однесува на меѓусебен договор and it was mediated by Richard Holbrooke. и господинот Ричард And Холбрук part беше of that медиатор. treaty, which is part of international law, Делот од договорот кој што е дел од меѓународен договор indicates that there is покажува an issue pending between the two countries. That дека they have to прашањето find се однесува помеѓу двете a земји, mutually дека acceptable- мора this is a key, да најдеме mutually заеднички acceptable name заеднички прифатливо име for Тоа е the клучно republic за републиката that was referred to in the treaty која as што се former Yugoslav повикува во Republic of договорот се Macedonia. нарекува бивша Југословенска република Македонија. So much for that. And then, as За far тоа as толку. the second part of the question За that the вториот дел од professor прашањето, asked me,
what is wrong, I would like to Што е погрешно? return the question to him. Би сакал да му го возвратам Republic прашањето. being called as, say, Nimitz proposes, North Macedonia, Republic of North Macedonia, the Greek province being referred to as Greek Macedonia, a hyphenated name, and the Ако Bulgarian province, whatever pleases the Bulgarians. дали ако се прифати името, значи тогаш треба да се вика Северна Северна Македонија, делот во Грција треба да се вика Грчка Македонија, а во Бугарија Бугарска Македонија. No, Bulgarian Macedonia, Така, in the case of Bulgaria, or whatever else they like. Бугарија и Македонија може да се нарекуваат како сакаат, значи. Professor, stay on line, please. What is wrong? That's my Што е question. погрешно? Тоа е моето прашање. There, do you want to, I want to add something. Mr. Сакал нешто да Professor, додадам? Professor Columbus, I would like to ask Професор you or to Колумбис tell би you that сакал да ве прашам, можете ли да кажете there is no international law such дека не as постои меѓународно право, како што е the dispute between the Republic of Macedonia and the спорот Republic of помеѓу Greece. Република Македонија и Република Грција. Internationally, we've got Меѓународно имаме recognized countries признаени земји which differ кои што from се the разликуваат provinces од провинциите and the regions. и регионите. Therefore, for Согласно тоа, example, на пример, United States can climb and stopped Georgia to call themselves Georgia because they might have a territorial треба на claims Грузија to да the и United кажат да States. не се вика повеќе Грузија, заради тоа што е дел од Georgia, not Gruzia, Georgia. Џорџија, да не се вика повеќе Џорџија заради Because- тоа што е дел од САД, Соединетите Американски држави. There is another country inside called Georgia. Does it Постои mean значи Georgia друга in the земја Caucasus? во Соединетите Американски држави која што се вика Џорџија. Does it mean they've got territorial claims? Дали значи дека тие имаат територијални претензии? Is there a dispute between the two countries? Дали постои тука некој спор помеѓу тие две земји? And what is the benefit of Greece if they're going to И call која е themselves користа на Грција ако тие се нарекуваат себе си Южна провинция, the South Province, Јужна провинција, which they have never used before 1998. кој што име никогаш не го користеле пред 1998, I'm sorry, 88. 88, 88. 88, Yes, 88, 88. After when sort of they had the feelings that Yugoslavia will fall apart. кога And, почувствува дека Југославија ќе се распадне. There is just your wish now, you to say that Greece is climbing И the. вашиот поглед е дека Грција That is his wish to say не, just вашата now, желба Okay. about that the Bulgaria climbs or has a дека dispute Бугарија about исто the така name ќе има of- спор, ќе of се that жали Macedonia. на делот на Пиринскиот дел. The difference is, Разликата е, Professor Columbus, that професоре in Колумбус, Macedonia дека во Македонија they live ethnic Macedonians, живеат етнички македонци, and Greece is afraid because of а Грција се the плаши minority поради in Greece, малцинството кое што живее во Грција, which is without a very basic human rights. кои што се без основните човечки права. They haven't got schools, Тие немаат школи, they haven't got right to speak Macedonian, немаат право да разговараат на македонски, they haven't got right to go to their own churches, немаат право да одат во своји собствени цркви, which are Orthodox as yours, of course. кои што исто така се православни како и вашата. They haven't got objects where to maintain the culture and traditions. Тие немаат простори каде што може да ја одржуваат својата култура и своите традиции. And in the past they have been punished for using the Macedonian language. А во минатото тие беа казнувани за користење на македонски јазик. And it is a little bit, I mean, out of track, Macedonia to be a threat to Greece if we're going to take the fact that Greece is a member of NATO. Македонија зарем би требала да биде сплашена од Грција затоа што Грција е членка на НАТО? Just very simple, I'm going to ask you. Едноставно ќе ве прашам. If Macedonia is a threat to Greece,
Ако Македонија е закана за Грција, United States and the allies, the NATO allies, Обединетите нации и НАТО алијансата they will act appropriately as the United States act in Poland recently. тие соодветно ќе реагираат како што Соединетите американски држави реагираа во Полска неодамна. To protect Poland and Да ја заштитат Полска and the other European countries from и останатите европски земји Give chance to answer, please. from Russia. Okay. од Русија. Can you give chance to address the answer, Да please, дадеме professor? шанса да одговори професорот. Ве молам, професоре. Дали е добра врската? Professor, are you online, please? No comment. Okay. We can continue. Ние ќе продолжиме со нашата емисија. Со оглед дека моравме така ради технички можности да се адаптираме. Дали може, со оглед дека дадов најава, јас проштевете, ќе продолжам во кај вас, да ги запознаеме гледачите на македонската телевизија, која реков дека сте вистинска хероина. Тоа е моја лична констатација, тоа што можев да прочитам за вас, што направивте и што се случило врз вашиот интегритет, давајќи ја вистината во вистинска смисла на зборот. Ве молам, можете да ни дадете дел од таа историја? Okay. I will not use this because he's right. The voice of the translator interferes, so we can't hear very well. Thank you very much. I'm flattered you called me a hero. I don't Благодарам многу. Почестена сум што ме викнавте овдека. Јас сама себе си не се нарекувам хероина. The Southern Balkans of Northern Greece, a teacher, an educator. Јужен Балкан и во Северна Грција сум учела. Јас сум матурирала историја. Who has gone as a young graduate student. Јас бев млад дипломиран студент. Northern Greece to do my dissertation in Направив дизертација за Северна Грција во 88-ма. Пред политичките проблеми и поделбата на Југославија. И собирав историски податоци за етничката ситуација во Македонија, која што беше за почетокот на 20 век. Секако етничките, културните услови во Македонија беа сосема различни од оние што се тука. Сакав да бидам сигурна дека кога збориме за Македонија, не збориме за нешто друго. Како антропологист имавме обврска да ги слушнеме сите гласови, сите што беа вклучени. Јас ги слушав сите македонци, славо македонци кои што се нарекуваат така во Грција, да се направи разлика од другите етнички групи кои што се нарекуваат исто така македонци. Така да не е тоа херојска приказна, тоа беше моја дисертација и стана книга, но се случи дека во моментот кога пишував и зборев за прашањето, се случија политички промени, Македонија стана независна и веројатно затоа бев претворена во хероина, но мојата намера беше да ја покријам целата историја во таа област, да го представам националниот обичај и се околу нацијата. Тие мислат дека се најдобри во светот. И иако знаеме дека териториите на Балканот се делени,
nothing ethnic in the divisions Нема that happened ништо етнички со поделните територии. So, I hope I answered your Се надевам дека одговорив на Сакам да вашето додадам само дека вашата докторска дисертација беше насловена Полиња жито, ридишта крв. Потоа ви се случи еден немил настан, дали е точно дека беше каменувана вашата куќа и беше посегнато по вашиот интегритет, односно вашиот живот, од самите ваши сонародници Грци. over your house and your life was in dangerous. Is this true and how you was in that time living in Greece? I was for most of the year I spent in America. Повеќето години ги поминав во I Америка. work now. Таму работам. I was in Greece. I was Бев во receiving Грција, death threats. I did добивав смртни закани. see, a printing of sort of a description of my murder in Greek American newspaper. Имаше описи за моето убиство во новините. There wasn't ever anything real, I should say. I Јас never би really рекла, felt threatened by тоа беа закани, не беше ништо вистински, но беа закони. Сигурна сум дека мнозинството на грчката популација така се чувствуваше према мене. Некои луѓе кои што се чувствуваат како фашисти, луѓе кои што не живеат, кои што не веруваат во демокрацијата и кои што не живеат во слободното говорење. For the kind of threats that I received, it was only one minority of people. Но заканите кои што ги добив беа од малцинството луѓе, од помалку луѓе. In the meantime, of course, my book has been published in Меѓувреме, Greece. It's been very well received. книгата беше објавена и многу добро прифатена. It's used in university. И во исто време се користи на универзитетот. Okay, It's not we can, like the whole Greek okay, story, we can come back Не е again тоа about како your целиот story. грчки народ е Ние го имаме сега поранешниот министер за надворешни работи, господин Слободан Чашуле, кој исто така ќе го замолиме. Добро вечер, господин Чашуле. Дали се слушаме? Јас ве слушам, вие ме слушате? Да, ве слушаме. Добро вечер и благодарам што сте вие дел од гласот на народот вечерва. Ова е ексклузивно издание. Би рекол подобро рано изутрина. Рано изутрина. Меѓутоа добро. Ја верувам дека сте будни, сите сме будни за оваа интересна тема. Темата е насловив, значи, пристоен или непристоен предлог на Метју Нимиц. Кој е вашиот коментар? Јас мислам дека е непристојно да се коментира нешто што не е видено. Добро. Сметам дека моментот е премногу важен за да може врз основа на полуписмени новинарски шпекулации да се носи историски суд од тие момент. Ако воопшто паднал некаков предлог, тој предлог треба да и биде предочен на нацијата. На македонскиот народ, на албанците, на србите, ромите, турците, бошњаците, власите и сите што живеат овде. Оти во крајна линија владата доби мандат на изборите и се обврза конечното решение да се решава на референдум. Според тоа, мислам дека е непотребно и трошиме многу енергија и одиме на политичката воденица на грците кога се обидуваме да коментираме нешто кое го знаеме само во фрагменти. Затоа јас не би го коментирал тоа. Тоа е едната причина. Втората причина поради која не би го коментирал најновиот не е ни предлог, туку Нимиц го нарече set of ideas, заради тоа што сметам дека нема да биде прифатен. Според тоа, зошто трошиме енергија и повторуваме познати аргументи, кога имаме на маса нешто што мислам дека Грција нема да го прифати, а во него има елементи, барем од она што го знам површно информиран како што сум, кои се тешко прифатливи и за нас. Проштевајте само, ве молам, господин Чашуле, проштевајте. Би рековте полуписмени новинарски шпекулации. Дали сите новинари ги ставаме во полуписмени со оглед дека тие новинари се брифирани? Не, Томич, немој да ми ги извртуваш зборовите. Не, Сакам да кажам, полуписмени во кој смисол? Дали се избрифирани од политичарите? Врз основа на фрагментарни изјави на личности, ние немаме целосна информација од за тоа повиканите, кои ќе проценат кога ќе треба да го информираат парламентот и јавноста, па според тоа не би сакал, за тоа што ги прочита вестниците, ги чув
сите медиуми и ако седнете да ги анализирате, а јас сум новинар 41 година, ќе видите дека од извештај до извештај има круцијални разлики. Како врз основа на тоа сега можете да донесете суд? Но нешто сакам јас сега да го кажам и со тоа би завршил. Тоа го повторија сите. Посебно амбасадорот во Нил кого го ценам. Ние имаме со Грција времена спогодба. Грција се откаже од правото да се меша во нашите внатрешни работи и да не принудува на било какви концесии како услов за прием во НАТО и во Европската унија. Да го кажам на еден поедноставен начин. Грција се откажа од правото да не спречува да влегуваме во НАТО и во Европската унија доколку ние сме подготвени таму да влеземе како фиром. Она што ние сега треба да го правиме и на кое треба да ја сконцентрираме нашата максимална енергија заедно со американците и нашите партнери од НАТО, да ја натераме Грција да се дисциплинира и да го почитува, како што каже и професорот Колумбис, тој елемент од меѓународното право, тоа е времената спогодба, и да не ја блокира Република Македонија. Еднаш кога ќе влеземе во НАТО и кога ќе почнеме да преговараме со Европската унија, тогаш со Грција седнуваме на равноправни нозе и тогаш можеме да градиме целосен историски компромис кој може да се развива во различни правци. Тоа значи Така само губиме време, губиме енергија во моментот кога светот се наоѓа во најтешката економска криза на двата века, на минатиот и Тоа новој, значи да се и кога почитува се членот наоѓаме во ситуација кога светот нема лидери. Да. Тоа значи треба да се почитува членот 11 од привремената. И ништо друго не треба да се коментира. Так. Грција треба да биде дисциплинирана, па макар и со санкции. Благодарам многу. Господине Чашуле, тоа беше Пријатно. поранешниот министер за надворешни работи Слободан Чашуле. Со оглед дека се согласувам дека секој извештај има различна артикулација. Значи, дадеме простор на заменик градоначалникот на Пустец, магистерот Васил Стериевски. Дали би додале вие од ова што го слушнавте професорот Колумбис, амбасадорот Робин О'Нил, поранешниот министер за надворешни работи, во една ваша оценка за сето ова? Јас сакав да го прашам професорот Колумбис, но се прекина врската. Едно Ја, кратко можна, прашање. сповтор, Да. Само бидејќи Република Албанија има признаето македонско малцинство, може би малку, биејќи само во мала преспа, 5000 жители, но сепак има признаено, тоа е факт, од сите соседни земји дека признано македонско малцинство. И моето прашање беше кратко до професорот Колумбис, ако се сега Македонија го смени името, како ќе се викаме ние македонците во Албанија? Значи, како ќе не викаат нас, кои сме признаени како македонци? Значи, тоа ми беше прашањето до професорот Колумбис. Се надевам, ако се вклучи повторно, ќе имам... Да, јас само на режијата, бидејќи академик Катица Чулавкова ја организирав за вечерашната наша тема, доколку воспоставиме линк, знам дека е доцна. Да, ја имаме. Добро вечер, госпоѓа Чулавкова. Академик Чулавкова, благодарам што еве во овие доцни часови сме заедно. Со оглед дека минатата емисија имавте оправдани причини, не дојдовте во емисијата, но еве вечерва ќе бидеме во живо. Ги слушнавте моите соговорници, нашите соговорници. Можам со право да кажам дека бевте многу храбра директно во едно од интервјуата што рековте само македонскиот народ единствен во светот кој се нарекува дека се македонци. Грците велат ја има територија од Македонија, а не се нарекуваат македонци. Ја тоа би сакал да го истакнам, но додадете повеќе од тоа што слушнавте вечера. Повелете ме молам. Па јас имам повеќе работи да кажам, но во оваа прилика, бидејќи вие имате прекрасни, многу значајни гости, ќе се задржам сосем накусон на вашето прашање. Прво би сакала да кажам дека не сосем треба да се идентификува името на државата со името на народот, затоа што името на државата честопати одразува тип на општествено уредување, да кажеме. Во таа смисла името на државата е подложно на одредени промени и Република Македонија немала од секогаш исто име, а идентитетот на македонскиот народ со векови е останат, исто како и идентитетот на македонскиот јазик. Затоа мислам дека ако веќе сме ја прифатиле одлуката
на Обединетите нации да преговараме со Република Грција за името на нашата држава. Треба тие преговори да останат само во рамки на разговорите за името на државата и во таа смисла евентуално е прифатливо нешто што е во согласно со историските вистини врзани околу поделбата на територијата на Македонија, која не е само обична географска категорија ни во историјата, подалечна ни во поблиската, кога се делела Македонија, но сега мислам дека тоа не е толку предмет на дискусија, значи треба да се остане во преговорите на евентуално прифаќање на одредена атрибуција поврзана со таа историска вистина, бидејќи Македонија де факто е поделена на најмалку 3 дела и знаеме дека еден поголем дел се наоѓа денес во современа Грција. Грција според уставот не го признава постоењето на македонскиот народ таму, иако знаеме дека постои македонско малцинство во Грција. И за жал постои еден голем дел од македонскиот народ кој бил подложен на геноцидни мерки во Грција во изминатите веки повеќе време, така што не гледам зошто сега во овие преговори се покренува прашањето на именување на македонскиот народ и на македонскиот јазик, односно зошто се доведува во прашање нашето историско и демократско име, на демократски начин одредено име. Значи, мислам дека треба да се преговара само за името на државата, а неспорно е дека идентификацијата со која ќе се легитимира Република Македонија е македонскиот народ и македонскиот јазик, без оглед на тоа што во Македонија живеат и малцинства, но македонскиот народ историски е се уште конститутивен народ на Република Македонија, барем тоа уставната преамбула го тврди и понатаму, иако во 2001 година нашиот парламент си допушти да го промени радикално нашиот устав. И сега во таа смисла би кажала дека Македонија испушти прекрасна шанса пред Обединетите нации да побара арбитража и мислење на судот, кој ќе мораше да даде веројатно тогаш во тоа време суд дека не се допуштени дополнителни услови за прием на една држава во Обединетите нации, меѓутоа нашата држава прифати да влезе во овој круг на преговори и сега најверојатно тешко е да се вратиме на стартната позиција. Инаку јас би сакала да кажам дека многу интелектуални кругови во светот, атрибутот македонски, јас се согласувам дека никој нема ексклузивно право на македонската историја, оти ја споделуваме, споделувајќи ја територијата и народот на некој начин, меѓутоа да се ограничува употребата на терминот македонски, не само што излегува од мантатот на господинот Нимиц, туку воопшто загрозува елементарни човекови права на слобода на мислење и изразување. И во таа смисла сметам дека преговорите воопшто не треба да се водат во таа насока, туку исклучиво само за името на државата. Ви благодарам. Благодарам многу за прекрасната изјава. Ние одиме со рекламите, се враќаме. Професор Фридман, токму прашањето што ќе го поставам околу анализата на вашата колешка академик Чулавкова. Значи, одиме со реклами и се враќаме во студиото. Почитувани, знам дека се уште се будни. Нема да ми замерите, нема да ви дам можност вечерва да постувате прашање, тоа ќе осторите утре, со оглед дека ваква ексклузивна можност не се случува. Верувајте, не ги киндапирав Господ ги донесе во студиото сами, значи за волјата на вистината. Значи, господин Фридман, ја слушнавме вашата колешка и благодарам многу за експлицитната добра анализа. Дозволите нека биде една шпекулација од полуписмени новинари кои ги напиша во, сега нека ми простават колегите, само ја парафразирам изјавата, предпоставам и господинот Чашо е добронамерно мислел дека сепак требаше ова да се објави и да се даде
на нацијата да прочита што е како сет идеи. Само да додадам дека господ Метју Нимиц на вашиот домаќин вечерва 96-та во интервјуто што го објавивме во Фокус даде изјава дека Македонија ќе го задржи уставното име 96-та. Сметам дека тоа беше надвор од предговарачката мисија, но како и да е. Дозволете ми, вака вели, предлогот предвидува наместо терминот македонци во иднина да се користи терминологијата граѓани на Северна Република Македонија. Пасошите покрај уставното име, напишано на кирилица Република Македонија, на англиски да содржат зборот Република Северна Македонија. Јазикот да се нарекува како македонски, а исто така националноста по пасошите да биде посочена како македонска. Да речеме дека се ова сет идеи или шпекулации или така натаму. Еве, да се и сет идеи и шпекулации, како лингвист, што би додали? Па, македонски јазик е македонски јазик. Тоа е како што треба. За националност тоа е многу, мислам, сложно прашање. Граѓани од Северна Република. Да, граѓани, па јас, например, кога треба да напишам националност, пишувам USA, САД. Местото каде што живеам, тоа е мојата националност, мислам, по пасошот. И така, мислам, ако се работи за граѓанството, се работи за граѓанството. Тоа. А за ова придавка и така натаму, веќе се изразив како што мислам. Мислам, се уште, мислам, лично мислам дека Грција нема право во ова ситуација. Навистина, па ова што рече господинот Чашуле, народот нека реши. Друго не знам што да ви кажам. Да видиме јасни, на референдумот се изјасни дека неговата земја е Македонија, а тие се македонци. Мислам на еден плебисцитарен начин. Дали ќе дозволиме да гостинкате или повелите вие? Do you want to add something about that? Sure. Се разбира. I would like to add something. Би сакала нешто да додадам. Размислував за нешто додека го слуша вашиот разговор. Она што се прашуваме, дали дебатата е за името на земјата или за името на луѓето. Слушам збор монополизирано и името Македонија постојано го слушам во оваа конверзација. Професорот Колумбис рече, вие не може да го монополизирате името Македонија, но не е јасно од преговорите и од дипломатските разговори дали е проблем Грција да го признае името Македонија или луѓето Македонија. Мислам дека е подвлечена, дека стравот е дека ако ја признаат земјата, тие ќе мора и исто така да ги признаат македонците. И тука доаѓа монополизирање. Тоа нив ги секира. Тие сметат дека се потомци на старите македонци, на Александар или на кој да е. Има заедничка историја на предците и тие сакаат да го монополизираат, вие сакате да го монополизирате. И дали се однесува за луѓето, а не за земјата. Бидејќи ако двете страни, Македонија и Грција, не се плашат од идентитетот на луѓето како македонци, двете страни, во тој случај нема да има никаков проблем со името. На почетокот се сеќавате, Грција викаше никако Македонија. Па понатаму почна компромис и така почна да прифаќаат нешто околу името, но доколку земјата се нарекува Северна Македонија, што е глупаво, тогаш вие кога ќе се движите по улиците на Скопје, ќе треба да кажете здраво, јас сум северен македонец. Но спротивно,
сметам дека не може да бидете признаени како тие имаат чувства спрема името Македонија и тие се многу емоционални кон тоа. За нив македонци не се тие што зборуваат словенци. Македонци се предци на старите македонци. Мислам дека ако не зборувате отворено и јасно за тоа кое е името, дали збориме за името на земјата или на народот, бидејќи земјата е различна на некој начин од народот, тогаш една страна ја обвинува другата за монополизирање и понатаму нема да има договор. Јас би сакал зашто вие го стигнавте овој момент, бидејќи вие не разговаравте отворено за прашањето на Македонија. Do you want me to talk in English or? We can talk. Okay, it is better to talk in English. So the problem about the Macedonian name has been invented името со Македонија беше измислен по прогласувањето на независноста на Македонија. Така да Македонија беше конституирана како Република Македонија по Втората светска војна и од 1945 немавме никакви проблеми со Грција, кога се нарекувавме Република Македонија, или луѓето кои што се нарекуваат македонци. Исто така нашиот јазик македонски беше меѓународно признат. Затоа тие го измислија проблемот кога Југославија се распадна и бидејќи имавме многу бројни етнички македонци во Грција, затоа тие сакаа да направат диференција, разлика помеѓу Македонија, Република Македонија и провинцијата на Македонија. Повторно ќе повторам дека не постои опасност за Грција, бидејќи провинциите се провинција, регионите се региони. Тие не се меѓународен предмет. Тие се внатрешни предмети на Грција, внатрешни региони. Но тие не ве знаат, затоа се плашат од вас. Вие сте соседи, меѓутоа не се знаете едни со други. Се гледам во овој случај како надвршна страна, не сум македонка ни гркин. Јас мислам дека вие меѓу себе не се знаете кои сте. Тие знаат дека таму има етнички македонци. Ние сме етнички македонци, но исто за името Република Македонија да биде меѓународно признато, има ист пример со Северна Кореја и Јужна Кореја, и Источна и Западна Германија. Тоа е повеќе поделба отколку обединување. Не, тоа е идеолошка поделба на една нација, но во овој начин ние немаме една нација. Во овој случај имаме две нации, имаме македонски народ и имаме грчки народ кои што живеат позади границата. Тоа е повеќе поделба отколку обединување. Не, тоа е идеолошка поделба на една нација, но во овој начин ние немаме една нација. Во овој случај имаме две нации, имаме македонски народ и имаме грчки народ кои што живеат позади границата. Тоа не е истата дивизија за поделба на една иста земја. Дали ви е јасно? Да. Исто би сакал да кажам неколку реченици за референдумот на господин Чашуле. Владата на Република Македонија да има референдум и да ги праша македонците за нивното име. Ние не се согласуваме со референдум, никако не се согласуваме со името Северна Република Македонија. Ако се има референдум, тогаш ќе го подцениме народот, македонците,
кои што се под 18 години и ќе ги подцениме македонците во Мала Преспа, во Голо Брдо, во Гора. Ние ќе ги подцениме македонците во Пиринска Македонија. 350,000 македонци има во Австралија. Ова може. Да се погледне книгата. Нема да бидеме во состојба да зборуваме за многу основно право и може да бидеме преименувани во друга етничка или во друга татковина од Македонија која што постоеше во минатото, низ Да почнал вековите. син на магистарот, да не го запоставиме, ако ми дозволите ќе се навратиме. Еве, спомнавте едно интересно прашање, со најдовски нема да замерите, може би дека сакам равномерно да ве вклучам во трибината. Како македонците наши во Мала Преспа, нели, ја дефинират ваква фактичката ситуација? И би ве прашал апропо изјавата на господинот Чашуле кој спомна дека треба да се задржиме на членот 11 за да бидеме внесени во НАТО, а потоа да ги решаваме прашањата директно со Грција, тет-а-тет, значи на равноправно ниво. Што мислите? Прво за едното, па за другото. Значи, прво, македонците во Албанија го поддржуваат македонскиот народ и изразуваат солидарност со него за непромена и зачувување на името Македонија, бидејќи тоа име е поврзано со сите македонци без разлика кај се наоѓаат. Значи, не само, како јас го поддржувам господин Најдовски, значи, никој нема право во Македонија и мандат за тоа, да ниту да прави референдум, ниту да го менува името, бидејќи тоа име е поврзано со сите македонци кај било кај што се наоѓаат. И затоа, значи, ние, македонците, 91 година во Македонија се изјаснија за Република Македонија, самостојна држава, значи нема потреба повторно да се оди на референдум што ќе гласаме. Затоа, значи, не само македонците во Мала Преспа, која кажавте, и македонците во Гора и Голо Брдо, ние веќе на 24 февруари ова година организиравме и протест во Пустец, кај што учествуваа сите македонци од сите делови и кај што дадовме поддршка на Македонија за неменување на името. Затоа што уште еднаш, како кажав, тоа име е поврзано со сите нас. И Грција не прави проблем само на Република Македонија, таа не прави проблем и нас на македонците во Албанија. Пред се ние 2005 година го прогласивме 16-катно сонце на Александар Македонски од Кутлеш за символ на општината. Да, тие сега веќе е символ на општината 3 години и тие правеа проблем да го спречат тоа, да не го усвојуваме. Но не помина тоа. Исто така, кога ја регистриравме Македонска алијанса за европски интеграција, исто правеа проблем по судовите притисок за да не се регистрира. Значи, тие, на нив не му пречи името Македонија, на нив му пречи ние македонците. И, како ја ќе ви кажам еден пример, пред Букурешт, во нашата општина доаѓа еден стар човек и прави муабет дека дали ќе ја примат Македонија во НАТО или не. Тој вика нема да ја примат. Па не, зошто го прашуваме зошто така мислиш? Па тој вика дека мојот дедо ми кажуваше дека подобро вика да земиш турски куршум отколку грчка пена да те запише вика. Значи тоа му кажувал дедо му. И кога помина на вистина НАТО, помина не ја примија Македонија, значи дека со тоа сакам да кажам дека не е проблемот од сега од пред 10 години. Значи проблемот е пред 100 години и повеќе, бидејќи сами и нашите македонци од Мала Преспа кажуваат за нивните татковци, дедовци кои служеле во грчка војска, бидејќи едно време бевме и под Грција и кои што ги тепале македонци затоа што збореле македонски, зашто ги терале грчките офицери. Значи тој проблем не е од сега, ни пред 10 години, на нив не му смета името, сигурно. Тие не сакаат ако автоматски ако признат ако признат Македонија како држава, тогаш ќе треба да признат и македонско малцинство. И јас си ви кажам еден пример, јас пред месец дена во таа погранична соработка аплицирав за грчка виза во конзулатот во Корча, ми пуштија гаранција од општина Овчарање за да одиме да подпишеме меморандум за соработка меѓу двете општини, бидејќи сега Европска унија нуди фондови, ИПА фондови за погранична соработка. И одам да поднесам документи за прием и ми вика преведувачот, вика грчкиот конзул ми кажува дека Грција не ја признава Македонија како држава и затоа нема да дадеме виза. Јас му кажувам господине, јас сум албански државјанин. Какви проблеми имате вие со Македонија, може ви да се решите самите. Значи јас сум албански државјанин
И представник сум на една институција и кога одам со друга институција од Република Грција да подпишеме меморандум за соработка. Но нема никакво разбирање, кажа не, нема да дадеме виза поради тоа. И не само тоа, не само мене, на другите наши македонци, на кои што пишува во извој дека се македонци. И се случува да му дадат виза, да му ичкратат визата и да ги навредуваат со секакви погредни зборови. Фирум, бегајте, нема виза за вас. Мислам, тоа е проблемот со Грција. Јас сепак ќе сторам нешто што мора, без гласот на народот сме празни. Дозволите да го слушнеме народот, дали е присутен вечера со нас, дали ги следи, не следи нашата програма, а вас ќе ве замолам повторно да ве прашам, дали македонскиот народ е иредентистички настроен, се иредентисти, дали сакаме да окупираме Грција, односно да ја вратиме територијата, каде што има македонски народ да живе, и која е вашата анализа, повторно на господина Чашвеле, кој вели дали треба да Грција го испоштува членот 11 во интерим акордот од Њујорк и еднаш за секој се апсолвира тоа прашање на еден меѓународен план, нели? А потоа секој на една иста основа да продолжи со решавањето на спорот. Прво, дали сме иредентисти? Okay. That was the first part. Тоа беше првото прашање. Дали македонците се иредентисти или не? Тоа беше прашањето. Territorial pretensions to claims. Лично не гледам никакви територијални претензии. Грците, кога гледаат некои знамња кои што се во Северна Грција, стануваат неверни. Бидејќи Бугарија го правеше исто тоа, принташе мапи од Македонија, од договорот во Сан Стефано. Како и да е, гледаме мапи на кои што грците индицираат дека грците во минатото живееле во Цариград, Измир, во Прилеп, во Битола. Тие биле насекаде. Некогаш гледаме мапи на поголем хеленизам, како што се вика тоа, но тоа не значи дека Грција е иредентистичка кон Македонија, кон Албанија или кон Турција. Тоа е завршено. Деновите на иредентизам се завршени. Ако сакате да бидете европски, ако сакате да бидете НАТО, или некој баланс да направите, мислам дека иредентизмот е лоша идеја доколку мислите на тоа. Јас не мислам дека е возможно да се биде иредентист во ова време. Мислам дека може да се жалите на Северна Грција, бидејќи во 1920-те имаше многу избеглици. Во 1992 има исто така малцинство, бугари, албанци. Не мислам дека не се знаете себе си. Не може да преговарате со вашиот сосед ако не се знаете. Затоа не се согласувам со медијаторот на Обединетите нации. Двете нации треба да најдат начин да соработуваат, бидејќи Северна Македонија, кој мисли, освен некој што не ја знае историјата во областа. Прашањето за иредентизам, ерата на иредентизмот е завршена. Дали постои македонски народ во Беломорска Македонија или Северна Грција, да речем? Дали постои македонски народ? Is there Macedonian people? There are Macedonian people in northern Greece. Македонски народ во Северна Грција има и тие се разликуваат, имаат големи разлики на тоа како тие луѓе се
справуваат со грчката култура и грчката влада. Има добар дел од нив кои што се асимилирани во грчката култура и велат да ние сме грци, мајката била македонка или таткото бил македонец, се сеќаваат на етничкото минато на родителите, но животот е грчки. Тие се грчки, грчка нација, тие се грци, веруваат во нивната историја и ја користат нивната религија. Тие се грци со сеќавање и со чувства кон фактот дека некогаш предците разговарале на друг јазик и имале друга култура или имале друго поинакво историско искуство. Но сепак постои популација во Северна Грција која што се користи, која што зборува и која што користи македонска култура. Но овие луѓе, кога ќе зборувате со нив, како и да е, дури и оние кои што се организирани политички и кои што зборат за тоа, за македонскиот идентитет, бидејќи некои од нив не разговарат. Оние кои што остануваат македонци во културата, во јазикот, постојат две групи, едни кои што јавно и други кои што не се јавно прокламираат. Оние кои што се јавно прокламираат, ние не сме малцинство на Република Македонија, ние сме македонско малцинство во Грција. Се разликуваат себе си. Не велам од која причина тоа го прават, но сметам дека не се ваше малцинство во Грција, но тие се македонско. Меѓутоа, дали тие се плашат да кажат дека морат да спомнат дека се во Грција со оглед дека тони рибино масло, господјо, верувајте, пиеле, бидејќи не смееле да се представат дека се македонци и да говорат македонски. Тоа е почитуваниот Паризис, кој одеше во прво деление и даде една изјава дека бил малтретиран зашто говорел на македонски јазик. Од друга страна, господинот Мицотакис, претпоставувам, даде една изјава дека не е прашање дека Македонија, не стано збор, проблемот дека именката Македонија, туку македонскиот народ кој живе. Ова изјава ја даде Димитрис Панајоти, председател на Хелсиншкиот комитет, кој навистина го почитуваме во гласот на народот. Зошто е овој страв од македонскиот народ, што постои и живе? Токму во тие престори. Македонците кои што живеат во Грција во минатото биле под притисок, тие биле пресилени да пијат масло, не им било дозволено да зборат на својот јазик, не смееле да ги играат своите танци, да ги пеат своите песни, но дури тоа било со цел да се асимилира популацијата, но овој период е завршен. Предпоставувам дека Пасок во 1980-тите дозволија да македонците почнат да си ги да си користат својата култура, своите песни, своите танци, така да животот не е толку опасен и тежок како што бил порано. Сега не е толку опасен и тежок. Но ние не можеме да кажеме дека токму сега македонците во Грција го имаат истиот страв во Грција од полицијата, кој што го имале во 1950-тите, 1960-тите, кога биле испраќани во екзил. Значи, работите се променети во тој поглед.
Но како и да е, јас не велам дека северните групи се парамилитарни, но постојат индивидуалци во Грција кои што се многу патриотисти, кои што се фашистички настроени и тие се обидуваат да најдат начин да го направат животот на македонците кои што живеат таму тежок. Фрлаат пропаганден материјал, разнесуваат по улиците. Работите се сменети на подобро, но во исто време овие групи се поинакви од другите групи во Грција, бидејќи тие зборат на поинаков јазик. Може ли да дадеме простор малку на гледачите, неколку да вклучам, со оглед дека предпоставам дека сака да се вклучат и да постават најкратки директни прашања, но ќе ве молам да се представите. Доколку имам гледач, повелете. Во ред. Почитувани, јас во интерес на времето, навистина беше предизвик да ја слушам нацијата. Повелете во програма сте. Ало? Повелете, кој се јава? Еден гледач од Скопје. Побрзајте, само ве молам, побрзајте. Така да ги поздравам првим гостите, вашите гости, нашите гости. Добро. Да го поздравам господинот од Австралија, македонец од Австралија, што дошол така од Повелете, со прашање. Австралија. Со прашање. И госпоđава професорка. Не, да. Прашањето кое ве молам? Прашањето е зошто толку Грција настојува да не кочи едноставно да влеземе во тој НАТО, во таа Европска Добро, унија. многу да одиме уште со некои прашања, сакам конкретно на вечерашната плодна дебата, кој верували не, мислам дека е една од ексклузивните емисии на Гласот на народот. Со оглед дека, не знам, предпоставам дека малце сте уморни, имаме гледач, повелете. Повелете. Сакам да прашам некој прашање. Повелете, ве молам. Мислењето мое до вашите гости, еден голем поздрав прво, а посебно до гостинката, прашањето зошто и мината македонски во Егејска Македонија по 3 пати ги менува. Да ми одговори на тоа. Птолемаида Кајлери, а не е Птолемаида. Why the names have been changed. Толку од мене. Благодарам многу. Може да одговорите? The names of the towns, the names Yes. of the names of the toponyms, the Toponyms, names of yes. the towns, including also names of the people, have been changed. Исто така и имињата на луѓето се менуваат. Имаше проект во 1927, 28, 29 се дава нови имиња на општините кои што беа со избеглици од македонци. Демографијата се смени поради влијанието на избеглиците, но се става словенски имиња. Најголемиот дел од тоа се направи до 1936-1940. Ова промена беше дел од напорот да се покаже единствена Грција, слика на единствена Грција. Еве за крај, сакам со оглед дека рековме гледачите утре ќе се јават, им ветив 60 минути можност да говорат за и околу случувањата, вклучувајќи оваа емисија. Професор Фридман, како да излеземе од овој ќорсокак во кој Западна Македонија, не по незина вина, по некоја сепак организирана и оркестрирана композиција, и како американски граѓанин, како американец, кој навистина еве, реков и на почетокот, многу ја сака и ја почитува Македонија, како би ја дефинирале? Излезната формула, рече. Па да бев јас во состојба да решам Македонија, не по незина вина, по некоја сепак организирана и оркестрирана композиција, и како американски граѓанин, како американец, кој навистина еве, реков и на почетокот, многу ја сака и ја почитува Македонија, како би ја дефинирале? Излезната формула, рече.
Па да бев јас во состојба да решам такво нешто, би рекол Република Македонија да биде Република Македонија и готово. Што би им препорачале? Па, видете, јас не сум ниту политичар, ниту дипломат, јас сум лингвист. Македонскиот јазик ќе останува македонскиот јазик. За името, веќе сум рекол тоа што мислам и немам друго мислење, тоа е. Госпожо Каракасидо, с оглед дека реков бевте изложени на тортура, сакале да ја каменуваат вашата куќа и вашиот интегритет целосно, со тоа што потврдивте дека живее народ македонски во делот на Солун. Значи, тоа ми е право да додадам за јавноста да ги информирам. Кажете вие излизната формула. I'm not a politician. Јас не сум политичар, јас сум само професор по антропологија, но исто така треба да знаете дека добив закани и од македонци, во кои што бев обвинета за промовирање на грците позиции, така да никогаш не можеш да ги направиш сите задоволни. Ова е важно прашање. Мислам дека треба да се погледне историското искуство на Македонија, кое што компромис треба да постои на двете страни. Грците треба да саватат дека идентитетот на македонците значи нешто, не може да одите низ улиците на Скопје и да се нарекувате себе си северни македонци. Но името на земјата како и да е, која што ќе биде земја на Европска унија и на НАТО и која што ќе вклучи други луѓе кои што не се македонци, така да за името на земјата, име кој што ќе биде нов феномен. Имаме стари македонци, да не ги внесуваме во дебата, бидејќи и грците заедно и македонците се чувствуваат многу... Имаат многу емоции во поглед на минатото. Треба да бидеме современи. Нова, модерна да бидеме нова Македонија. Како и да е, нешто сметам дека Грција и вие треба да најдете заедничко, но откако ќе го спознаете вашиот сосед. Добро. Повелете. Па видите, јас можам да ви кажем дека Грција исто така е прилично нова држава која се формира во 1830-тите години, така да нема ексклузивно право на територијата на географска територија на Македонија. Исто така нема право на ексклузивитетот за етничката припадност на македонскиот народ каде што живее на тие простори. Јас сметам дека навистина грците се еуфорични, а исто така се во овој момент нивните политички ветувања во изминатите 15 на 20 години се проблемот што тие не можат да го надминат, затоа што, знаете, денес медиумите ги чуваат сите нивни изјави на сите нивни председатели, премиери, па дури се сеќавате кога собраа милиони луѓе, платени ученици, свештеници, пак целокупната црква беше во Солун, се собра околу милион и нешто луѓе да протестираат Македонија нивна, и за во еден период од околу 4-5 месеци јас во тоа време се погоди да бидам во Егејска Македонија, во Солун, во Воден, во Лерин, па немаше автобус, немаше куќа, немаше прозорец, немаше нешто да не видам, дури и аеродромот го прекрстија. Така да ги зафате една паника нив во овие последните 15-20 години. А пак во спротивно јас би им порачал, мислам, и на македонскиот народ, не би се мешал во политиката, меѓутоа
македонскиот народ да си го зачува вечното име, затоа што ние немаме мандат да носиме име. Ние немаме мандат да го менуваме името во името на оние кои ни го оставија името пред 2-3 илјади години. И како што реков, ние ќе им го распараме срцето на оние деца до 18 години кои сега немаат право да гласаат. Ќе им го распараме срцето на македонците во диаспората, на македонците во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, во Албанија, па не има во Србија, па не има насекаде. Па тоа ќе биде една рака луѓе кои ќе одлучат за вековното име на Македонија. Никаква опасност не простои за Република Грција, бидејќи ние немаме војска, ние не сме организирани, никогаш не сме покажале територијални претензии спрема оваа наша пријателска држава и дека сме пријатели. I would like to assure Анастасија, every summer thousands and thousands of Macedonians are going to Greece to have their holidays. На годишен одмор. Во Лептокарија. Македонците и грчкиот народ се многу пријателски едни со други. Но политичарите се тие кои што го креираа проблемот, не луѓето. Историчарите и политичарите. Политичарите доаѓаат во владата и ветуваат многу работи на луѓето околу Македонија. Тоа е единствената причина. Исто така би сакал да испратам порака на Обединетите нации најпрво да се погледнат себе си во огледало. Поради тоа што поради тоа што тие ги прекршија правата на една многу мала нација, бидејќи согласно тие мора се коректираат себе си, затоа што се подлабоко и подлабоко навлегуваат. Проблемот не е во Република Македонија. Проблемот не е во македонскиот народ. Проблемот не е во редентизам. Проблемот не е нешто друго. Проблемот е почитување на уставните, законите на Обединетите нации, на Женева конвенцијата, на Европската унија, НАТО. Добро, и за крај, на младите еднината останува, што би додале вие? Ништо, јас само би кажал дека македонското име е најстаро во Европа, што зачува. Значи, за ово име гинеле генерации, за да го зачуваат. И значи сега нашите политичари што се во Македонија немаат право да го менат овој мандат, како што кажавме, и преска да го менат ова име. И ние во овие години, сите 15 години го слушаме само зборот компромис. Но никаде не гледаме компромис, само гледаме попуштање од македонска страна. Менуваме устав, менуваме знаме. И сега мислам и овако се мени, ако помени ово име, значи ќе остане за генерации и тоа и постои можеш да не избришат. Значи за тоа апелираме никакво менување на македонското име, бидејќи тоа е вековно име и наше име. Нас навистина не охрабри мерките што ги презеде владата кај што побара правата на македонците во Егејска Македонија. На тоа навистина не охрабри, бидејќи редно време беше ние, самата Република Македонија како држава, да се интересира за малцинствата во соседните земји и да бара, бидејќи само така ќе имаме ние, кога не само кога други ќе ни бараат, бидејќи ние имаме наши македонци да се грижиме во соседните земји. Само така ќе се очува Македонија и ја апелирам уште еднаш и до македонскиот народ, никако да не дозволи промена на името, исто така и до политичарите и до самата Република Македонија. Време е да направи национална стратегија за малцинствата, бидејќи ако ние бидеме организирани нашите земји кај што живееме, ние ќе чуваме македонската држава. Благодарам многу. Многу ви благодарам, но вистина знам дека сте многу уморни, денески имавте плодна дебата, работевте и утре продолжувате, така? Продолжуваме и во недела. Дали можам да искористам оваа можност само да најавам промоција на книгата на 17 октомври? Еве, на 17 октомври книгата на Ицо Најдовски. Беше задоволство што вечера бевме заедно, сите во ова студио. Ги организиравме најексклузивните соговорници, се за волјата на вистината, да одговориме на прашањата и на шпекулациите кои некои не ги пласираат, сервираат.
Интересно е навистина дека мораме по секоја цена да бидеме обединети, како што спомна младиот магистер, бидејќи Македонија ќе обстои само ако имаме национален консенсус и национална стратегија. Значи, благодарам многу што бевте со нас во овие изминати минути, бевме доста заедно, тоа ќе го сториме утре, значи токму напладне, ве молам 60 минути реков и ветувам дека нема збор да преговараме